Почитувани граѓани на Република Турција, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани високи представници денеска овде со нас на оваа пресконференција. Најпрво сакам да се заблагодарам на поканата на премиерот Йилдирим. Ова е можност, навистина, да го потврдиме нашето пријателство и да ја зајакнеме нашата соработка. Таа е огромна, но може да биде уште поголема. Сакам да порачам дека со голема загриженост ги следевме трагичните настани на 15 јули 2016 година. Најсилно го осудивме неуспешниот обид за државен удар и ги поддржуваме сите демократски избрани институции на Република Турција. Јас и премиерот Йилдирим и двете владини делегации денеска разговаравме за интензивирање на економската соработка помеѓу Република Македонија и Република Турција. Постои интерес од страна на компаниите од Турција за инвестирање во Република Македонија, посебно по стабилизацијата на политички план и отворените перспективи на нашата држава кон Европската Унија и НАТО. Благодарни сме на Република Турција за големата поддршка што ја дава ова наша пријателска земја и на полето на инвестициите и на полето на интеграциите на Република Македонија во НАТО, па дури и во Европската Унија. И инвестициите и членството на Република Македонија во НАТО се важни за економскиот развој на нашата држава, како и за остварување на нашите стратешки цели, и секој искрен пријател на Македонија е драгоцен, а посебно кога станува збор за традиционален, докажен пријател како што е Турција. Договоривме дека силно ќе се заложиме за отварање можности за унапредување на соработката и во сите други области кои што се од интерес на граѓаните на нашите две држави. Лоциравме дека во енергетиката, земјоделството, индустријата, градежништвото и инфраструктурата, но и во одбраната и безбедноста постојат и интерес и потенцијали да се продлабочи соработката и на тоа ќе работиме во претстојниот период. Ја искористивме приликата и побаравме да владата на Република Турција размисли да се дадат и овозможат квоти и за Македонија за извоз на телешко и јагнешко месо, како што се овозможените квоти за Босна и Херцеговина и Србија. Заедно констатиравме дека сме определени како премиери и како влади на Република Македонија и Република Турција и за унапредување и негување на културните врски меѓу двете земји. Република Македонија се покажа како пример за успешно мултиетничко општество. Докажавме дека ако се сака, се може да се гради општество на еднакви граѓани и го уверив премиерот на Република Турција дека продолжуваме по тој пат да ја развиваме Република Македонија. Во таа насока е и почитувањето и развивањето на можността граѓаните турци во Република Македонија да го употребуваат својот мајчин јазик, како и високото почитување на традиционалните културни вредности како дел од богатото културно наследство што го има Република Македонија. Овој пример на успешен спој на различностите во нашата држава е една од вредностите што ние имаме да ги понудиме како држава на Европската Унија и на НАТО, кон каде што целиме и каде што сметаме дека заслужено припаѓаме. На крајот, уште еднаш и во оваа прилика ќе се обратам со благодарност, овој пат до сите граѓани на Република Турција, за тоа што во нив граѓаните на Република Македонија гледаат и имаат верен и искрен пријател. И ќе ја повикам бизнис заедницата на Турција. Дојдете, запознајте се со новите услови и можности за инвестирање во Република Македонија. Тие партнерства ќе бидат во интерес и на граѓаните, на кои им се потребни нови вработувања, но и на придобивките на економски план за двете држави. Сакам отворено пред медиумите да се заблагодарам за убавиот, достоинствен пречек на премиерот Йилдирим, кој што го возможи на нашата делегација. Благодарам. Еве да дополнам и јас, и председателот Ердоган, и премиерот Йилдирим и целата влада
всушност и сите институции во Турција знаете дека се големи пријатели на Република Македонија, како што се и граѓаните на Турција пријатели со граѓаните на Република Македонија. Ние денеска разговаравме за ова прашање и Турција како пријател секако поддржува решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, заради тоа што навистина тоа е решение единствено возможно за нашиот пат кон НАТО и кон Европската Унија. Јас сум убеден дека навистина со вакво охрабрување и поддршка од најголемите пријатели на Република Македонија ќе се изнајде решение за овој повеќе од 25 години проблем кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Значи досега Македонија секогаш покажувало и чекори на големо пријателство и тоа пријателство се покажува и докажува навистина во суштествени моменти. Ние даваме целосна поддршка на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО. И апсолутно ги презимаме согласно уставот и законот сите чекори во Република Македонија, кои што секако ќе го унапредат нашето пријателство со Република Турција. Ќе ги почитуваме и меѓународните договори кои што се почитувани и сите меѓународни правила, но се што ќе преземеме е да докажеме на Република Турција и на граѓаните во Република Турција дека во Македонија имаат искрен пријател. Ние презимаме чекори и ќе продолжиме да презимаме чекори, заради тоа што и од полза на граѓаните на Македонија пред се е унапредувањето, зајакнувањето и секако негувањето на ова големо пријателство кое што постои помеѓу двата народи и двете земји.